Скопје и Софија под канонада од очекувања. Премиерите Петков и Ковачевски стануваат нестрпливи и нетрпеливи. Тоа е цената на политичкиот страв. Дали како да се преживее во собствената средина, поради дадените или пропуштени концесии. Властите во Скопје и Софија се повеќе употребуваат речник на ултиматуми и нивна неприфатливост. Нема повеќе одстапки во преговорите со Бугарија. Прв пат јавно и тврдо одговара премиерот Димитар Ковачевски. Стабилноста, НАТО е стабилност, EU просперитет. Тоа беше едноставната формула од пред 20 години додека влегоа сите земји. Сега Македонија, фала Богу, е во НАТО и тоа е едно од најголемите достигнувања и тука се надевам дека нема да има некои импликации, меѓутоа општо регионот е очигледно имаме незатворени прашања пред се Косово, Србија и тие релации и ова што се случува во Босна, која што е една сепак недоволно, како да кажеме, завршена приказна сега за сега, така да што побрзо се интегрираме сите, тоа е подобро. Споменавте подложни сме на своевидни постојани ултиматуми. Дали Македонија е жртва на континуирани неопходни отстапки за да стигнеме до посакуваното европско семејство? Тука има две димензии и мислам дека сега владата има доста зрела позиција во смисол, посебно овие изјави што беа на министерот за надворешни работи неодамна дека ништо нема да се потпише пред конечниот влез. Тоа е многу исправно и зрело, бидејќи сега мислам дека е стварно една непринципиелна уцена. Кај Грција и проблемот со тоа вето имавме проблем што тоа беше меѓународен безбедносен проблем. Ние имавме резолуција на Обединетите нации, па се беше всушност во тој контекст на Обединетите нации. Овде немаме буквално никакво меѓународно инволвирање освен членството на Бугарија во Европската унија и колку што гледам и земјите членки на Европска унија нешто не се многу срекни со таа приказна, меѓутоа од друга страна па ништо не проба да го тргнат тоа вето, така да. Професор Бојаджиев и бизнисменот Мизо за економската ситуација, за финансиските менаџирања, за иницијативата околу Отворен Балкан. Па добро, јас тоа го говорам долго време, значи пред година или година и пол имав некоја изјава дека ќе мораме да правиме аранжман со ММФ. Еве за жал дојде на моето. Не знам, искрено не знам дали за жал или за среќа. Премиерката Брнабич добро кажа дека имаат партнерски однос со ММФ и мислам дека за Македонија тоа исто би било добро, бидејќи не е проблем нивото на задолженост, туку намената на задолжувањето. Кај нас задолжувањето е апсолутно непродуктивно и тоа расте, тој балон експандира, а не се прави инфраструктурата, патот за Охрид стои, патот за Прилеп и Битола стои, така да тоа е апсолутно неодржливо. Неумереното задолжување, иако премиерот каже на добра ствар дека има буџетски, како се вика, на стратегија за буџетски дефицит за следните 5 години, меѓутоа не знам зашто би се чекало 5 години сега да се троши непродуктивно. Сега ја не сум политичар, може послободно да го кажам, али не гледам баш нешто дека функционално се прави со нивото на задолжување. Смета дека е неодржливо перманентно задолжување? Апсолутно. Има дилема дали кредитен аранжман со ММФ или евробрзница? Разлика во класа. Аранжман со ММФ апсолутен приоритет. Од причина што стварно е, како се вели, поддршка за некои здрави политики што постојат сега, меѓутоа од друга страна ММФ ви прави контрола. Евроврзницата е слободно задолжување. Да бидам искрени, Груевски кога сакаше да троши неограничено, го прекина аранжманот со ММФ, така да тука нема дилема. Господин Мизо, како кризата се рефлектираше врз странските инвестиции во Македонија? Најголем дел од странските инвестиции во Македонија, како што знаеме, се компании кои се од автомобилскиот сектор, директно добавувачи пред се на големите автомобилски компании во Европа. И она што гледаме е дека прво кризата ја осетивме пред повеќе од 2 години, дури и пред кризата формално да почне во Европа, бидејќи производството на компоненти во Кина, уште од јануари 2020-та, ние осетивме дека дел од тие компоненти фалеа. Сите знаеме што се случи на почетокот, посебно во месеците април и мај таа година, значи пред веќе 2 години, кога целосно имаше затварање на сите производствени погони во Европа и нормално и ние како компании тука бевме погодени. Но полека, но сигурно пред се почетокот на минатата година, кога започна масовната вакцинација во светот, се очекува некои знаци на подобрување и драстично зголемување на потребата на
мобилност на луѓето, нови технологии, електрификација, сето она што се постоечки трендови. Но можам да кажам дека веќе повеќе од 1,5 година проблемот со недостатокот на чипови и микропроцесори кои пред се произведуваат во Азија драстично го намали можноста заради тие компоненти да се произведат онолку возила за колку што има побарувачка. И тој проблем на наша голема жалост нема да биде некој проблем кој краткорочно ќе се реши, бидејќи постои глобално недостаток на производствени капацитети за такви чипови и според последните анализи сето тоа ќе продолжи можеби до 2024 година. Дали тоа значи дека дополнително ќе се продлабочи кризата во делот на странските инвестиции? Она што можам да кажам е дека токму денеска излегоа последните бројки за продажбите на возила во Европа за месец април. И веќе имаме континуирано 10 месеци пад на продажбите споредено со периодот 12 месеци пред тоа. И последната бројка е дека во месец април над 20% помалку возила беа продадени од 2021 година, која знаеме каква беше. И она што ние го согледуваме тука е дека пред се недостатокот на чиповите, состојбата во Украина, каде што голем број на компании кои произведуваат компоненти направи еден притисок да во периодот неколку недели веќе имаше затварање на производствени погони во Европа. Дополнително политиката во Кина за нулта толеранција од ковид, што значи дека огромен број на индустријски региони на Кина се целосно затворени или пак нивните пристаништа се целосно затворени, значи дека целиот тој supply chain, добавувачите, она е што ќе видиме ние еден период од околу 10 недели по почетокот на кинеското затварање, сето тоа ќе го осети Европа. Сето тоа креираше проблем на страната на добавувачите, немаше доволно понуда за потребата на купување на возила. Но веќе, она што го гледаме и затоа тука е малце и покомплексно прашање, гледаме дека инфлацијата, економскиот сентимент во Европа, фактот што имаме војна на европскиот континент, како тоа ќе влијае врз желбата и интересот и на корпорациите, но и на приватните купувачи да купуваат возила во следниот период. Европа, па речи си генерално цел свет се соочува со висока стапка на инфлација, ниту Македонија не е имуна. Како да се ублажат овие шокови? Многу е комплексно прашањето на кој начин во моментот треба глобалните економии, но и помали земји како нас да се справат со оваа состојба. Улогата на централните банки е сега многу специфична до кој степен и со која брзина треба да направат затегнување на монетарната политика од една страна, за тоа да не биде направено пребрзо и до тој степен што ќе креира други шокови во економијата. Имаше една изјава од Пол Кругман пред неколку дена, дали ова инфлација е долгорочна инфлација и дали после некој период цените ќе се вратат во некоја нормала и како ова е споредено со периодот од 70-тите години. Според него, ова ќе биде еден транзиторен период, но на вистина е важно што и како ќе се случува посебно во Европа, бидејќи во моментот енергенсите кои имаат голем удел во инфлацијата, посебно во Европа, не е само заради високата цена на нафтата, но таа нафта ја плаќаме сите во долари, а знаеме колкава е вредноста на доларот зголемена споредена на еврото, бидејќи веќе стигнат до речиси еден паритет 1:1 доларот со еврото, така да она што во Америка може би еден галон речиси чини $6, за нив е тоа огромен шок. Тие цени во Европа се уште поголеми и подрастични и ова ќе влијае директно на кој начин Европската унија ќе пласира дополнителни потенцијални мерки кон Русија, посебно со побарувачката или купувањето на нафта, потенцијално и газ од нив во следниот период, посебно во текот на оваа година. Во услови на голема криза, колку може реално да се очекува во Македонија да се привлечат нови странски инвестиции или може да се доведеме до ситуација дел од постојните инвестиции да ги затворат своите експозитури тука?
Околу затварање, јас не би рекол дека тоа е потенцијален ризик на затварање на потенцијалните капацитети тука, но можам да кажам дека голем број од компаниите се соочуваат заради намалените порачки да дел од вработените одат или на искористување на годишниот одмор или потенцијално на принуден одмор, каде што тие се пратени на 70% од нивните примања. Она што можеме ние да го искористиме е на кој начин состојбата во Украина, бидејќи како што знаеме има неколку компании кои работеа и во Украина и во Македонија, на кој начин дел од тоа производство потенцијално да се пренесе кон нас, но истовремено треба да сме многу проактивни. Многу е тешко сега да привлечете нова инвестиција која воопшто не е тука лоцирана, бидејќи тој процес трае долго. Тој процес трае најчесто 2 до 3 години, ако не и подолго. И во овој момент таквите компании, ако сакаат брзо инвестирање во нова локација, сигурно таа локација скенирале подолго време или имаат доволно и релевантни информации за неа. Сметам дека овде е многу важно да на кој начин потребите и оние активности со кои се соочуваат постоечките компании на еден или друг начин бидат адресирани во диалогот кој ние како странски компании го имаме со владата, бидејќи на тој начин ќе се креира една поповолна клима и можност за дополнително реинвестирање или проширување на производствените погони тука. Значи, пред се да се насочиме на постоечките компании кај нас и како тие можат да ги прошират своите активности, наместо да работиме на нови инвестиции, бидејќи тој процес е долг и тоа нема да биде решено во краток временски период. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас.